Патот за одржлив развој секогаш е тежок и со многу предизвици. Овој пат бара енергија и посветност, бара сестрана соработка за отварање и проширување на перспективата за доброто на граѓаните. Ние сето време бевме свесни дека ќе се соочиме со предизвици, не бевме посветени и истите ги надминивме со постојано работење, транспарентност со јавноста и сите капацитети на надминување на проблемите, подпирајќи се врз големиот број на соработка и оставувајќи ја во прв план заедничката и одлучната заложба 2012 година, ја оценувавме како успешна за општина Тетово во повеќе планови, без да ги заборавиме проблемите со кои се соочивме во времето на работа. Инвестициите во инфраструктурата, образованието, културата, спортот, цивилното општество и социјалната заштита биле приоритет на работите во текот на ова година. Со нашите можности ние се обидовме со конкретни проекти да допреме до секој дел од градот и да продолжиме поддршка за секоја општествена категорија. Остваривме голем број насредби со представници од институциите од земјава и надвор од неа, со кои склучивме спогодба за соработка за повеќе проекти од кои дел се повеќе завршени и дел још се завршна фаза. Во партнерството со УСАИД реализиравме заеднички плодни проекти за создавање на можности за способнување на младите за пазарот на трудот. Во ова насока треба да се спомене основањето на социјалниот економскиот совет на општината Тетово, кој отвара хоризонт за економски развој и што поголемо вклучување на младите. И ова година продолжи партнерството за реновирање на училиштата, со што се овозможува подобрување на условите и образовниот процес за учениците од нашиот град. Како плод на ова постојана соработка, реновиравме и средното економско училиште 8 септември и основното училиште Миѓени. Во партнерството со мисијата на ОПСЕ започнавме да го реализираме проектот за безбедност на средните училишти, кој се сеопфатен и мощен значаен за добро одвивање на образовниот процес во нашите школи. Во текот на 2012 година посебно внимание беше посветено на уредување на хоризонталната и вертикалната сигнализација во сообраќајот во функција за полесно одвивање на сообраќајот. Инвестиравме на отварање на 800 нови паркиралишта и изградба на 5 кружни токови, вклучувајќи и големиот кружен ток во центарот на градот, што ќе се овозможи слободно движење и модерен изглед на градот. Инвестиравме за подобрување на инфраструктурата во градот, граѓајќи и асфалтирајќи во целост улицата Јане Сандански, реконструкцијата на патот кон село Порој, како и еден сегмент од улицата Дервиштара и изградба на водоводот во Речица, изградба на улица во близина на основното училиште на Инфрашари. Инвестиравме во изградбата на основните училишта во селото Џипшиште, како и други интервенции во други основни и средни училишта. Исто така ги реновиравме прозорите, изолацијата и фасадата на објектот на општината. Во текот на целата година, со сите можни капацитети, се залагавме да го заокружиме капацитетот преко изградба на водоводот во Тетово, со средства обезбедени од општинскиот буџет. 2 работни групи постојано работеа на двете страни од водоводот за да заокружи овој капитален проект, но климатските услови оневозможија целосно завршување на овој проект. Но ние сме многу близко до негова целосна реализација и убеден сме дека тоа ќе го овозможат климатските услови, ќе финализираме изградбата. Парите за финализирањето на овој проект се обезбедени од наша страна, од општината Тетово. За надминување на проблемот се недостиг на водата за пиење, паралелно со проектот на водоводот отворивме нови бунари во градот, а во меѓувреме работиме на реализација на проектот за собирање на подземните води. Посебно внимание и посветивме на хигиената на во градот преко проектот за чисто Тетово, како и проект процесот за
за легализација кој продолжи во текот на целата година. Значајно е да истакне дека во текот на ова година дадовме финално решение за повеќе годишниот проблем за собирање на отпадот од претоварната локација кај железничката станица. Во склон на големиот број културни проекти, во текот на годината го реализиравме проектот 100 години без Албанија по повод одбележувањето на основањето на албанската држава, кој опфаќаше временски период од 8 месеци со над 15 културни и спортски настани. Во текот на ова година иницииравме и поддржавме голем број на културни и спортски настани од сите заедници во Тетово, создавајќи го дуот на соживотот и културниот диверзитет во градот. Исто така, во соработка со повеќе странски организации посветивме широк спектар на соработка и зголемување на квалитетот на општинските услуги со воздигнување на транспарентноста во согласноста со идејата за добро владење. Во дуот на ова соработка ние создадовме здрава основа за придобивање на средства од европски фондови за развој и инвестиции во градот. Ова е општиот пейсаж на ова година кој овозможува издржив развој на нашиот град. Почитувани присутни, сакавме да стоиме до нозе спуштени на земја, да ги прифатиме потешкотиите, бидејќи веруваме дека само на овој начин можемо да бидеме пореални во нашето работење и само на овој начин можемо да го дадеме најдоброто од нас. Изразуваме убедување дека заеднички можемо да ги надминеме потешкотиите и да ги оставиме најдоброто во корист на сите граѓани во Тетово. Овој пат е незапирлив и сите ние заедно можемо да му додадеме постојано волја за промена на нашата и да му дадеме на Тетово издржив развој. Посакувам новата година да биде поберечетна за сите нас. Среќна нова година и благодарам за денес. Хвала многу.